Регионални вести на КИС телевизија. Кучиња скитници понатаму представуваат голема опасност за тетовци. Во општината велат дека се свесни за големината на овој проблем, но сепак се уште немаат почнато процедура за негово решавање. Општина Тетово се уште нема почнато процедура за решавање на проблемот со кучињата низ градот. Велат свесни се за овој проблем и токму затоа имаат предлог одлука за започнување на процедура за пронаоѓање локација за изградба на стационар и третирање на кучињата скитници во градот, која треба да се изгласа на една од идните седници на Советот на општина Тетово. Во меѓувреме, ваква е сликата на градот. Ова е голем проблем кој го мачи градот, вели советникот од редовите на СДСМ Горан Хаџиилјовски, на чија адреса лично дошле луѓе каснати од куче скитник. За ова со кучињава имаше поплаки, две поплавки кои што дојдоа луѓето на врата, значи кај мене. И стварно ова со кучињава дефинитивно мислим дека има шансе да се реши, не е некој проблем голем и мислим дека општината ќе земе став и ќе го реши овој проблем. Да може кучињата негдека да се здома, значи било каде у некаков си објект или не знам што да кажем, за да не би направиле поголема некоја си штета. Иначе оваа година, колку што мене ми е познато, има некаде околу 7 или 8 каснувања, значи од кучиња, каде што еден човекот кој што ја лично видов како беше повреден, тоа беше стварно страшно за гледање. Додека ваквата состојба во Тетово со години е непроменета, во Гостивар веќе се подготвува центарот за кучиња скитници во еден од објектите на старата касарна, каде ќе се обезбедат 20 боксови за кучиња, во кои соодветно ќе се третираат, стерилизираат и ќе добиваат чипови. Невладините организации велат дека државата треба да вложи труд и да помогне во процесот на ресоциализација на 17-годишната девојка од Тетовско Желино, која го остави незиното бебе пред домот за доенчиња во Битола. Според нив, незиното гонење не треба да биде приоритет. Стручна помош и поддршка за мајката од Тетовско Желино кој го остави бебето пред домот за доенчиња во Битола треба да биде поголем приоритет на институциите, отколку незиното гонење, сметаат невладините организации. Од меѓаши, велат дека мајката сакала само да ја заштити незината ќерка, затоа се одлучила да ја остави токму пред оваа институција. Надлежните служби треба да работат со неа на ресоциализација и да ја помогнат околу незината одлука, дали бебето ќе биде дадено во згрижувачко семејство или таа и понатака ќе биде родител. Законот не знам дали е тоа гонење за ставање на дете во ризик, за злоупотреба и занемарување на дете и така натаму, меѓутоа каков год да е процесот, треба да и се помогне, да се открие суштината зашто тоа го направила, како останала бремена и што понатака. Вие ако ставите некого во затвор, го гоните по било кој основ, дали кривично, дали прекршачно, а не работите со него на ресоциализација, тој повторно ќе направи истата грешка. Значи, моментот на ресоциализација и психолошка помош и поддршка од страна на соодветни стручни лица и од страна на Центарот за социјална работа, стручните работници кои што работат таму е неопходна. Од Центарот за социјални работи Тетово накусно ни рекоа дека работат на процесот на ресоциализација на мајката. Од Центарот за социјални работи Тетово не сакаат многу да откриваат информации за случајот. Велат дека тоа само ќе нанесе штета. Истакна дека секојдневно се водат разговори со родилката и процесот е во напредна фаза, односно можно е бебето да се врати кај 17-годишната жителка од Желино, која новороденчето го остави пред домот за доенчиња во Битола. Од меѓаши немаат бројка колку новороденчиња има од малолетнички бракови и колку од нив завршуваат како бебето Тетовско Желино. Исходот од ваквите случаи зависи од домашната средина, но и воспитно-образовниот процес. Мора со девојките, но и со момчињата да се работи превентивно, пред се да биде застапена сексуалната едукација. Родителите се тука да им помогнат и кога грешат, значи да настане бременост, ќе најдат начин, најсоодветен, по согласно со здравјето и состојбата на детето, тоа да се реши. Таму каде што не смее да се зборува, каде што е табу тема, има илегални абортуси, има раѓање на деца, може да се јави чедоморство, може да се јави понатака нарушување на интегритетот на личноста на родилката или на другиот, на таткото во случајот кој што не е официјален.
Мајката го остави бебето пред домот за доенчиња во Битола на 2 јули некаде по полноќ. Настанот го пријави случајен минувач. Бебето веднаш било згрижено во домот каде денеска се наоѓа во добра здравствена состојба. Полицијата преку сината штипка на папочната врвка јалката со бројче на бебето откри дека тоа е родено во Тетовската клиничка болница и припаѓа на 17 годишната жителка на Тетовско Желино, која е мајка на уште едно дете. Министерот за култура вели дека до крајот на оваа година треба да биде готов објектот на новиот театар и библиотека во Тетово, а идната година ќе се опреми внатрешноста. Вчера тој направи увид во одвивањето на работите. Објектот на новиот театар и библиотека во Тетово треба да биде изграден до крајот на оваа година, додека внатрешноста ќе се уредува идната година. Ова го најави министерот за култура Асаф Адеми при неговата посета на објектот во градба, за да направи увид за текот на активностите на терен. Следната година, ако работите течат според предвиденото, Тетово ќе добие нови простории за театар, простор за библиотечен фонд, киносала, амфитеатар и паркинг. Објектот, како што сте сите запознати, првично започна со градба во 2014, но поради имотно-правните односи 2 години немало градежни активности на лице место, за да од 2016 година да биде воведен во градба изведувачот на работите. Од тој момент па до сега работите се одвиваат според динамичниот план и на лице место не увидовме дека има проблеми, што беше и конфирмирано од страна на надзорниот орган. При текот на градба имало барање за промена на основниот проект, што е направен со претhodно дадена дозвола од страна на надлежните органи во Министерството и е направен анекс договор, па согласно тоа работите се изведуваат. Да ви напоменам дека согласно договорот што го имаме со изведувачот, значи во оваа фаза треба да се изгради фазата карабина и да се затвори објектот со фасада. Во наредната година, која ќе актуелно се работи и за подготовка на основниот проект за внатрешно уредување, па веруваме дека наредната година ќе биде отворен и основниот јавниот повик за внатрешно уредување, кој мислиме дека ќе има потреба за неколку годишно финансиско планирање. За изградбата на објектот предвидени се 13,5 милиони евра, а дополнително ќе има потреба од нови средства за уредување на внатрешноста. Согласно информациите ја што ги имам, основниот договор, вкупната вредност беше околу 13,5 милиона евра. Значи, чисти, не можам да ја кажам точно бројките колку беа, но околу 13,5 милиона евра, а согласно проценките што се направени, тоа да не шпекулираме, ќе чекаме да се направи основниот проект за внатрешно уредување, па согласно тоа да предвидиме и буџетски средства во наредните години. Малку повеќе сигурно. Сигурно внатрешното уредување секогаш носи повисоки финансиски импликации. Се работи за проект што согласно тоа што го добија како информација ќе биде еден од најмодерните во Македонија, што ќе има и ќе остане на генерации и генерации. Додека се гради новиот објект за постојниот Центар за култура Илјоантески смок, министерот Адеми истакна дека не се предвидени средства за инвестирање во обнова, но дека врз основа на евентуално доставено барање од страна на управата на Центарот, тоа ќе биде направено идната година. По 6 месеци бесплатен паркинг во Гостивар, јавното предпријатие за паркинг и зеленило распиша тендер за избор на фирма која ќе го спроведе зонското паркирање. За таа намена за период од 1 година ќе бидат издвоени 1,2 милиони денари. Нов обид на гостиварската локална самоуправа да го реши хаосот со паркирањето во градот. Јавното предпријатие за паркинг и зеленило објави тендер за избор на фирма која ќе го воспостави, управува и одржува системот за зонско паркирање. Во јавниот оглас стои дека со фирмата ќе се склучи договор на 1 година,
а вредноста е проценета на 1,2 милиони денари. Системот треба да обезбеди можности за плаќање на паркинг услугите со SMS пораки и со билети. Во работните денови платен паркинг ќе има од 7 до 21 часот, во саботите од 7 до 14 часот, додека во неделите и за празници паркингот ќе биде бесплатен. Гостивар е беззонски паркинг од февруари годинава, кога новото општинско раководство го раскина договорот со фирмата која дотогаш го спроведуваше. Како причина за тоа беше наведено дека постоеле злоупотреби од претходната власт, кои оделе на штета на предпријатието, а во корист на фирмата. Договорот се раскина, а граѓаните оттогаш бесплатно користат паркинг. Сето тоа доведе до сообраќаен хаос низ улиците. Не се внимава ниту каде, ниту колку се оставаат автомобилите паркирани. Тендерот се затвора на 16 јули, пошто ќе следуваат останатите процедури. Кога повторно ќе профункционира зонското паркирање во Гостивар, се уште не може прецизно да се каже. 19-годишна девојка од Палатица во полиција пријавила дека вчера попладне, додека се движела низ селото, 19-годишно момче од Порој насилно ја внел во возило и потоа ја тепал. Девојката успеала да излезе од автомобилот кога се движеле по автопатот Тетово-Скопје во близина на Желино. 19-годишна девојка во тетовското село Палатица околу 18 часот и 30 минути додека одела кај пријателка во близина на училиштето ја пресретнал 19-годишник од Порој со иницијали НК. Според кажувањето на девојката, кога се доближила до возилото, тој насилно со влечење за коса ја внел, а потоа повеќе пати ја удирал по телото и се заканувал дека и во иднина мора да бидат заедно. Потоа почнал да се движи со возилото по регионалниот пат Скопје-Тетово, а во еден момент таа успеала да излезе од возилото и со друго возило на случаен минувач заминала во Желино. Нешто подоцна момчето само се пријавило во полициското одделение Групчин. Секторот за внатрешни работи Тетово објави 6-месечен биланс на сообраќајни несреќи, случајни на тетовското подрачје. 4 загинати, 21 тешко и 372 лесно повредени лица е 6-месечниот биланс на последиците од 397 сообраќајни несреќи кои во овој период се случиле на поширокото тетовско подрачје. Во нив причинета е и вкупна материјална штета која се проценува на близу 18 милиони денари. Од загинатите во несреќите, тројца се сопатници и еден мотоциклист. Меѓу тешко повредените исто така најбројни се сопатниците 205 и возачите 114, додека со бројка од 37 застапени се пешаците. Најголем број од учесниците во сообраќајните несреќи во првото 6-месечие се машки лица, 616, претежно на возраст над 18 години, а регистрирани се и 14 малолетници, меѓу кои се среќаваат и деца. Во периодот за кој станува збор, 10 велосипедисти биле непосредни учесници во несреќите и 8 трактористи, како и 38 лица кои управувале товарни возила, најчесто камиони со приколки или комбиња. Најмногу од несреќите биле во движење 220 во населено место, пред се на тетовските градски улици во централното подрачје, а потоа на околните регионални патишта и автопатот Гостивар Тетово-Скопје. Преименување на музеот на ВМРО и итна ревизија на постојниот ентериер во него бара работната група од Министерството за култура. Со ова националната установа ќе добие ново преуредување, кое ќе го опфати целокупниот историски моментум кој нема да прави општествени поделби, а да не биде како што велат партиски музеј. Групата детектирала низа неправилности и прекршувања по различни основи. Кога првпат се појавува музеот на ВМРО и музеот на жртвите на комунизмот со вкупна сума од 16.600.000 денари. Тоа се првата година. Меѓутоа крајната сума се 12 милиони евра, кои што се потрошени до отварањето на музеот. Имаме прекршување на буџет и на законот за буџет и законот за спроведување на буџетот во однос на неадекватната позиција со тоа што е токму изградата на овој музеј ставено во дејност музејска и кинотечна. Работната група ја
предлага до Министерството за култура е во иднина да направи стручна екипа која ќе изработи нова историска поставка во музеот, во која историска поставка според наше мислење би требало доминантно место да земаат оригинални документи и оригинални предмети. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен северозападен ветер. Утринските температури се движеа од 13 до 19, а дневните од 22 до 27 степени. Вредноста на UV индексот изнесуваше 9. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 15 до 21, а дневните од 24 до 30 степени. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 9. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.